за одбележувањето синоќа, но и денеска во живо Мирјана Давидовска. Добар ден, Тино. Христос воскресе, навистина воскресе. Вака денеска, но и во следните неколку дена сите верници ќе си го честитаат празникот Великден. Сите христијани обединето оваа година го слават овој најголем празник, Христовото воскресение, победата на животот на смртта, еден од најзначајните настани за црквата врз кој се потпира верата на сите православни, но и на сите католици, впрочем на сите христијани во светот. Централната прослава за Великден вчера вечер се одржа овде во соборниот храм, препон, можам да кажам, со голем број верници, пред кои што поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ја прогласи најрадосната вест за Христовото воскресение. Во продолжение ги гледаме деталите како се чествува Великден. Победата на животот над смртта, најрадосната вест за Христовото воскресение и илјадници граѓани сплотено ја дочекаа во соборниот храм. Торжествено со опход 3 пати околу храмот, верниците предводени од поглаварот на МПЦО го навестија најголемиот христијански празник. Великден е празникот над сите празници, чудото кое го слави целиот христијански свет. Поглаварот, честитајќи го празникот, посека радост и мир за сите верници во целиот свет, упати на сплотеност, меѓусебна почит и следејќи го Словото Божјо, да чиниме еден за друг добри дела. Посакуваме мирот Христов да завладее во секого од нас и во сиот свет, да великденската радост да ни биде постојана. Амин. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Со тропањето на портите и веста за Христовото воскресение почна празнувањето на Великден со утрената богослужба по која следуваше и причестувањето на верниците. Соборниот храм како никогаш одамна повторно беше препон со верници во и околу црквата. Граѓаните се полни со надеж и желби за повеќе љубов и разбирање, па токму тоа беа и пораките со кои го честита овој празник. Со бојадисано јајце го означаа Христовото воскресение, чин на кој најмногу се радуваат децата. Многу ми убаво кога доаѓам во црква. За Великден што правиш обично? Се кршиме јајце и секогаш се шетаме негде по улиците. Вака го дочекуваме во црква, па утре дента домашна атмосфера на трпеза со домашните. Преубав ден за сите што се на оваа вера и преубав празник и сите се собираат кај црквата и убави песни пуштаат. Ние секоја година доаѓаме тука во црква и чекаме до 12 сат. Сите одиме во црква, се кршиме со јајца, фарбаме јајца. Треба да се сакаме, да се почитуваме, се поише трпение да имаме. Гледам дека луѓе од тоа недостасува. Така да повеќе трпение, повеќе почит. Да бидат здрави, живи и весели. И да им е среќен празникот и секоја година вака да го слават убаво. И да биде све среќно. Да се здрави и живи и сите желби нека им се исполнат. Нека им е за многу години празникот и да ние жива Македонија вечно. За Великден во сите православни храмови се одржаа воскресни литургии. Во посланието оваа година поглаварот се осврна на најголемата трагедија која се случи во Кочани. Во соборниот храм голем број верници дојдоа да примат од светата причест и денеска по великденскиот пост. Во молитвеното испраќање на овие млади луѓе и во привремената разделба со нив, ништо друго не можеше да ни даде сила и утеха, освен простувањето нив со бодра надеж во воскресението. Христијаните обединето го слават Великден, бидејќи оваа година и римокатолиците на изден го чествуваат празникот. Традиционално централното одбележување во Македонија се одржа во храмот Пресвето срце Исусово. На еден народ кога си го испавил од фараоновото прогонство, сега прави со крштелната вода за спасение на сите народи. Дај сиот свет да се прероди во Авраамови деца и да го постигне достоинството на твојот народ преку Христос нашиот Господ. Амин.
Бискупот и Струмичко-Скопски епарх ја пренесе пораката на папата кој посака овогодинешното заедничко чествување да се свати како можност обединето и на ист датум да се прославува Великден и во иднина. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Мирјана, неизбежни се и за овој празник се разбира честитки, пораки. Да, Тино, честитки за здравје, мир и сплотеност, како и секоја година традиционално испраќаат и политичарите во државата, државниот врв, председателот, премиерот, но и неколку министри оваа година Великден го чествуваа во Охрид, од каде ги испратија пораките и честитките до сите верници.